Вие знаете дека Гордана Силјановска си седи во куќата на улица Орце Николов. Што изиграваат овие луѓе? Ја не знам тие што се задолжени за нивната безбедност како тоа го прифаќаат. Ако комунистите смислеле дека најбезбедно за функционерите е да бидат на водно, таа траса е проверувана, луѓето се проверувани што се внатре, што живеат таму и така натаму, на таа траса досега никогаш не се случило никаков проблем. Што изведуваме бесни глисти, ние види овој седи дома, ако сакаш да бидеш председател, ќе се ги прифатиш сите права и обврски. Не дај Боже убиство на председател ни премиер може да доведе до граѓанска војна во државата. Што изводат, што не си одат таму кај што смислиле по паметни луѓе кај треба да се. Директор на опера, Софиска опера или на Софиската опера, ја поканил на Набуко. Например, мој пријател е Шапич. Александар Шапич, градоначалникот на Белград, тој секоја недела може да ми кани на опери, на представи, фантастични представи има. 20 кусур театар има Белград. Или Желко Обрадовиќ. Канал, јас сум одел на надпревари на Партизан, може. Прати покана да идам на надпревари на Партизан. Да си ја земам свитата од општина Карпуш, да се потовариме со коли, на трошок на општина Карпуш, да се одгледаме концерт, или опера, или представа, или на Партизан да си одиме секоја недела, така, на сметка на општина Карпуш. Добро, ама таму настапува во Бугарија, во Софија македонски, од македонска опера. Што ако опера. настапувале македонски? Што ако настапувале македонски? Тоа била логиката зашто беше поканета. Која е логиката за? Затоа што настапуваат македонски после вакво фијаско, таа треба да они треба сите да ги вратат парите што му ги потрошиле на народот. Ти да се шета да го гледа на Буко. Јас повторувам. Замислите сите ние по некој пријател, ако не викне, замисли некој директор на театар од негде да не викне, па да не кажем колку до овие пејачи, српски, хрватски и така натаму имам пријатели. И ќе ме викне на концерт да идам негде. И да се подберам на концертот да отидам. И да го плати тоа општина Карпуш, а? И уште да изедам таков стап. Да бидам така смешен. Има интересен коментар. Каде е проблемот? И коментарот ја. А што сакаше да покаже? Дека господјата ја види многу. Сите претходни председатели не иделе на опера. Не. Ова иде на опера? Не. Него? Прва е ваква соработка помеѓу нашата македонската и И софиска добро, и бугарска. Што не е некоја, да речам, окей. Поводот за смирување на тензиите е окей. Еве, иде на опера. Кај е проблемот? Проблемот е у тоа што Па ќе ги смирила тензиите ако отишла на бугарска опера, не на наша опера. да, ама наша опера во бугарски театар. Да. Извини. Беше тука, да, каде на бугарска опера. Проблемот каде е? Проблемот е во тоа што немањето на македонско знаме на фотографиите на крајот излегува дека е пропуст на нашиот протоколарен тим, на протоколарниот тим на Гордана Силјановска Давкова. Зошто? Бугарите уште веднаш се пособи малце. Што е проблемот? Назад сме? Каде беше проблемот? Бугарите беа фатени унебрано. Првата изјава, рефлексната изјава на бугарите, веднаш после тоа знамето го нема и така натаму, рефлексната изјава беше на бугарите, беше договорен беше протоколот, го знаевте протоколот, Да. и се согласите на истиот протокол. Тоа беше првата изјава. Рефлексната изјава. И кога е рефлексна изјава, не е координирана, таа е генерално најточната секогаш. Понатаму се испостави дека Горан Момировски, како заменик генерален секретар на кабинетот на председателот, заедно со македонската амбасадорка во Софија Руси, го договарале протоколот со кабинетот на Радев, го договориле целосниот протокол, меѓу кои што били и овие сликања, ама не ја известиле Гордана Силјановска Давкова. Бидејќи Гордана Силјановска на сител на тема на денот рече, јас во ниеден момент не бев известена за протоколот, што е договорен. Мене само ми кажа дека треба да влезам внатре
и да седнеме на тет-а-тет средба од канцеларијата на Радев и да има фотографии само од тет-а-тет средбата. Тоа е кај што седнате на маса. Да. И таа понатаму објаснува, таму не влезе протоколот со мене. Таму отидов сама. Што значи дека се е било на Гордана Силјановска договорено и била ставена пред свршен чин од сопствениот кабинет. А политичката потреба ја видовме вчера, зошто била таа политичка зошто имала потреба владата на Мицкоски да направи таков скандал и така да ја намести Силјановска. Вчера или вечерва кога беше? Александар Николовски беше на Алфа телевизија. Вчера Александар Николовски на Алфа телевизија изиграваше некој многу голем патриот, за кој што знаеме дека не е, и објаснуваше како бугарите биле мизерна нација, биле подметнувачи и не знам што друго кажа. Не знам што друго и се изнакажа све. Едно прашање само. Нецивилизирани дека биле. Нецивилизирани. Милановиќ и хрватите се нецивилизирани? Затоа што Христијан Мицкоски на средбата со не Милановиќ, со Пленковиќ, со хрватскиот премиер немаше македонско знаме. Ама таму беше неофицијална средба. Таму немаше средба. Значи согласно Виенска конвенција имаш класификација. Државна средба, работна средба, неофицијална средба. Добро. Значи таму имаше неофицијална средба. Добро, ама имаше заедничка пресконференција после, например. Тоа е друга приказка. Поентата, јас барем како што гледам на работите. Бугарите кажале дека таму нема да има знаме македонско. И се согласиле овие од И протоколот. овие се согласиле од протоколот. Дури отишле до таму да ги објават тие фотографии. Што е уште пострашно, да. Кабинетот на Силјановска го пушти мејлот со сликите каде што нема македонско знаме. Тие слики не излегоа од бугарска страна, тие излегоа од кабинетот на Силјановска. А мејлови од кабинет на Силјановска пушта Момировски. Ама сега вие исто као Африм Гаши кој ги прати овие пиштолџиите на аеродром. Не. Види не Африм Гаши, полицајците се криви. Не, реков така. Сега ќе смислиме кабинетот е крив. Не, одговорна Па си е прво Гордана кога Силјановска. кога се сликаш, кога се поздравуваш, Така гледаш е. дали има твое знаме. Нема Сум да се бил сликам, министар. така е, се согласувам Или скроз. ќе кажеш чекај, ќе се потргнеме вамо, нема наше знаме, ќе донеста наше знаме, што Точно, се согласувам 100%. сега. Не, Сега види не Африм Гаши, Не полицајците. не ја иземаме од одговорност и Силјановска. Воопшто. Ај уште една работа да кажам. Вие знаете дека Гордана Силјановска си седи во куќата на улица Орце Николов. Не. Христијан Мицков седи во куќата на улица која е тамо до Есперанто. основното училиште, не се води мислам дека не е на Есперанто. И сега целата улица Орце Николов треба да биде озвучена, треба да биде под камери, луѓето пази да немаат никаква интима. Што изиграваат овие луѓе? Што изиграваат овие луѓе? Ја не знам тие што се задолжени за нивната безбедност како тоа го прифаќаат. А што тие демек они професионалци се тие? Чекај бе човече. Ама утре ќе ни се деси токму ова. Па исто ќе дојде носител да ни објаснува. Ќе ни се, значи, ако комунистите смислеле дека најбезбедно за функционерите е да бидат на водно, таа траса е проверувана, луѓето се проверувани што се внатре, што живеат таму и така натаму. На таа траса досега никогаш не се случило никаков проблем. Што изведуваме бесни глисти, ние види овој седи дома, па се увлаем и барат да ставиме ступчиња кај школото Димо Хаджидимов, викам, бе, луѓето нема да можат децата да си ги однесат во школа, бре. Нема да можат децата да си ги однесат во школа. Застануваат тука, ама види, па не е тука да се паркира децата да останат до школа. А му викам на тој, чекај, па ако не е, а ти знаеш дека школскиот двор ние сме се повлекле за да улица има таму премиерот? Да, пошто не е, сакаш по закон да збориме, да вратиме оградата до оградата на неговата куќа. Таму не му е место. Кој се ова изживување? Кој се ова? Ако сакаш да бидеш председател, ќе се ги прифатиш сите обврски, права и обврски. Не дај Боже убиство на председател или премиер може да доведе до граѓанска војна во државата.
до сериозни потреси. Што изводат, што не си одат тамо кај што смислиле по паметни луѓе кај треба да седат. Затоа што И зошто малтретираш сите луѓе? они мислат Трасата од водно до влада, од водно до председателскиот кабинет колку километри е? А 3, трасата од Влае до овамо 6, 7. Стив, колку семафори треба да се затворат? Колку луѓе треба да чекаат? ама цело време се затвори семафорите исклучени. Ама кај нас се води политика на популизам. Кај нас се води политика на ниски страсти. Кај нас не се води политика по права, пропис, закон. И Кај ако нас се има- води политика 87,9 IQ и се таргетира на таа И ако популација. има- ако Па има- види ги само идиотите што направија. Идиотите пред 2 дена има голема акција во Струмица, не знам што, излегува Панче Тошковски, Мицковски, ВМРО ДПМН соопштенија, нашле диаманти. И сега излегува дека тоа не биле диаманти, Од Сваровски туку и биле, Лустер. ама не се Сваровски. Тоа биле кристали од Лустер. Под Лустер, да. Дел нашле кај у джипот на тој Крмзов, дел нашле у фиока у хотел. Што ги собрале вработените. Бо тоа е мизерија жива. Ама они таргетираат 87,9%, они ги викаат 89% IQ-то, иако не е опоsto. такав си. Да. Обичку матер. И таргетираат на тоа леле диаманти. И на крај крајава, па дури и да нашле диаманти. Поентата не дали нашли диаманти, туку дали тие диаманти биле стекнати законски или незаконски. Тоа треба да докажа да не најдовме диаманти епски криминал. Па немаше Па пазија, на епскиот криминал они имаат па немаш или чекај, немаш хидроцентрали да наеш, некој има диаманти, некој има не знам патлиџани, некој има не знам што, некој има хидроцентрали, некој има коли, некој. Кој што има, кој што заработил. Но да се вратиме на ова, на безбедносните прашања. Јас не можам да разберам глумат бесни глисти убаво кажа. Тие началници како чекај, сакаш да седиш дома, да, потпиши овде дека ти си одговараш за твојата безбедност, ако те рокнат. И тие истиот шеста управа беа кај мене, вика бе луѓе, имаме проблем. Луѓето не можат децата да се ги земат и да се ги остават. Зошто не им дадеш, даде им. Нека стават ступчија, нека иритираат народ. Барат ние да ги ставиме, не они да ги Па стават. ако бе стај ги. И му викам, и пази му викам вака, ја гледате таа бараката пред неговата куќа, школскиот двор? Таа е сега празна. Може да влезам тамо 2 дена да спијам, да намесе сталак и кој ќе најде премиер да го убиеш преку прозор. Не дава идеја, после ќе беш крив. Што да дам идеја? Па гледаат ли што се случува? Тоа е небезбедно место, бе. Кој ги проверува тие објекти? И сега, она сакала да седи дома, господјата, овој сакал да седи дома. Популизам. Чекаме, па Нели Карпош, како беше? Не зелена, не урбана. Не, другачи. Нехумана за живот. Не, другачи, како викаше министрот за транспорт и врски? Бетонизирано. Не, другачи викаше урбан хаос, не знам што. Како би ви се седи толку хаосот? Не ви се бега од него, а? Не Неоите убавото не се водно. за долго, за тоа да не се седнат многу у вилите, да не се навикнат. Не се за долго. И шо е коферите Пролазни. панталчињата ќе Да, ги не, ама однесеш? пролазни се ови. Мене така ми делува. По политиките кои што ги водат и по поставовите кои што ги имаат, по настапите, по правецот, односно Па, ако не се понашаш како што е редот и поредокот, како импровизираш во безбедноста, така импровизираш во посетите, цело време така ќе се импровизираш и цело време ќе се правиш гафови. Што сакам да кажам? Си одбранат граѓаните, председател кој не е политичар, и тој ќе си прави гафови и ќе си тие гафови ќе се бидат и наши гафови. Па види го гафот на Христијан Мицковски ќе одел у Брисел, што му била целта на посетата, у Брисел ќе одел да ги пренесе фрустрациите на македонскиот народ. Ти си фрустриран бе човече, не е ќе народот. плаче ко мало дете. Па ти си фрустриран. И ќе се види со Столтенберг, а Столтенберг е ланскиот снег. Буквално ланскиот снег. Он треба да се види со Шекеринска. Веројатно ќе биде секретар на НАТО. Зашто? На НАТО. Не, мислам дека Може да биде заменик. не мислам дека ова е од Холандија. Аха, Руте, Не, да. не, Руте ќе биде Ама генерален. заменик, Заменик секретар може да биде Ја Шекеринска. зборат не се, да. И веројатно ќе биде. Он треба со Шекеринска сега да се гледа, да бара таму фрустрациите, ги кажува на народот и така натаму и така натаму.